13 производители на мед ги изложуваат своите производи мед и други пчелни производи на сеимската манифестација Денови на мед. Традиционалната манифестација се одржува по 16 пати и има за цел промоција на пчелните производи. Со оваа манифестација се заокружува годишната активност на членовите на Сдруженијето. Масовно посетена од граѓаните, манифестацијата на оригинален начин ја отсликува вистинската состојба на кумановските пчелари. Атрактивните експонати, квалитетните пчелни производи се дел од амбиентот со кој Куманово се презентира како поднебје на еколошки здрава храна. Ова година баш и не можеме многу да се пофалиме со поголеми количини на произведен мед, затоа што имаше еден долг сушен период од јуни почнувајќи некаде през се до крај на септември и во оптималниот развој на пчелната заедница кога треба да најповеќе да обшти со природата да собира нектар, беше сушен период, така да растителниот свет во тој период, во тие услови сушни не може да нектари и нема тоа што да собираат. Ние имаме регистрирано со членарина платена 60 пчелари, членови на Сдружение, меѓутоа има доста вака кои не членуваат во Сдружение, а пчеларат. На годинишнава манифестација, освен мед, учесниците ги презентира и останатите пчелни производи: прополис, полен, матичен млеч, мед во саќе. Граѓаните имаат можност да се снабдат со квалитетен мед по саемска цена од 300 денари. Најтешко е да се произведе млеч, сметаат производителите. Најтешко е да се произведе млеч. Се разбира, тоа е нешто и највредно пчелата што го дава, бидејќи ако знаеме дека матицата се храни исклучиво, ја хранат исклучиво со млеч, таа дневно може да снесе јајца за 30% повеќе од сопствената тежина. Што значи, ако матицата тежи 1 грам, таа може дневно да снесе јајца во тежина од 1,3 грама, што е за 30% повеќе од сопствената тежина. Па најповеќе се бара ливецки мед. И оваа година успеавме да добиеме и багремов и шумски мед. Каде се наоѓа вашиот пчелар? Кај обсерваторија Кокино. Да. Таму е навистина чисто и граѓаните може да бидат сигурни дека јадат органска храна. Чисто наши органски, иначе 5-та година сме органски со сертификат. Само немаме пласман се уште за органски мед. Производителите велат дека годинава поради временските услови не ги оствариле очекуваните приноси. Тридневната саемска манифестација вклучува и едукативни работилници наменети за своите членови и едукација на граѓаните во насока на препознавање на вистинскиот мед и неговите лековити својства.